Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добро дојдете во 12-та епизода на Спортка со Стефана Слободен печат. Ова издание ќе зборуваме за стоичкото веслање. Со мене во студијата е основачот и собственик на Падел клуб Скопје, Дамјан Петриски. Дамјан, добро дојде. Добро најдов. Благодарам на поканата, Стеф. Мило ми е што ја прифати да разговараме малку за овој спорт што некако во последниве години имам чувство како повеќе да се практикува, така? Да, последно овие неколку години, 3-4 да не речам, последниве каде што веќе и по супермаркетите може да се најде оваа опрема за да купуваат луѓе, да, многу е во пораст да не речам и на светско ниво, не само кај нас, но во секој случај ние доциме секој со трендовите, така да попалека еве се запознаваат луѓе ако ништо друго со рекреативниот момент на овој спорт, а подоцна можеби да се префрлат на нешто повеќе. Доста модер, доста интересен спорт. Во летниот период се повеќе гледаме на самите плажи дајски и за ова стоечко веслање. Секогаш има различни даски, има секакви даски. Кажи ми, од каде љубовта кон овој спорт? Да речам, секогаш било нешто кај мене барем. Од спортови претходни било нешто поврзано со вода. Претходно се бавев со пливање, подоцна со триатлон, каде што и пливањето е уклучено во него. За после повреда да се префрлам нова ми беше предложено за оправување на кичмата, конкретно брат ми ја купи првата даска за да може да помогне ако ништо друго околу стабилизацијата на повредава што ја имам на грбот. По совет на еден пријател од Словенија кој веќе многу години соработуваме заедно, кој исто води спортски клуб во Словенија, да купиме да го зајакне столбов и повредава што имам јас на работниот столб за да можам. Спортска повреда секако триатлонот ние како мала мотивација за младиве што не слушаат. Кога се чувствуваш најсилен, кога мислиш дека не ти треба загревање или нешто така, од такви моменти. Секој ден стани, направи 1000 склека, направи стомачни, направи било што без загревање, иди у теретана, скокни некој од загревањето или од да направиш некои работи за да го убрзаш ако нешто друго тренинг, па триатлонот пошто имаш неколку тренинзи во денот, не ти дозволувало да губиш време многу. Така да од тоа би рекол како мотивација за младиве да не скокаат. Ако ништо друго, најбитното од све загревањето, за најнаш мускулите ги потсетиме дека ќе вежбаме во следниот саат или 2 или 3 зависи кој спорт се бавите. Но во секој случај да, се ја повредив кичмата, почнав да ги губам чувствата на двете нозе, конкретно нервите да ми блокираат сенсусот на двете нозе една по една. Ова ти се случува? На колку години? 23-4, кога стварно сум мислел дека сум најсилен на цел свет и буквално сум можел било што да правам, кога ќе дигаме со другари нешто и ја не можам сам ќе фатам, ќе направам нешто. Секогаш било таков поглед барем кон тие работи, ако ништо друго нема да се повредам, нема, јас сум уште јак. Да најнаш така ме пресече и кога сум мислел дека сум најак, најнаш сите доктори ти викаат не смееш веќе со спорт да се бавиш, ова е сериозна повреда, операција е најдоброто нешто за да се вратиш воопшто на нозе и да можеш секојдневни активности да си вршиш. Да почнав со терапии, се потешко и потешки проблеми да имам со нозете, се повеќе и повеќе ден потешкоти со одењето. Да на крајот испадна да дојде лето, да можам да ми се пружи шанса да пробам даска, иако е активација на нова група на мускули, го има тоа иницијално тресење на почетокот, првите можеби 10 минути дорвозите, но после тоа попалека се активираат мускуливе што се зајакнување на столбот, попалека притискаат на нервот за да го вратат и да можам попалека да ги вратам чувствата на нозете, ако ништо друго, за да можам секојдневни активности извршувам. Месец помина, втор, цела година, и пополека се подобро, ако ништо друго со кичмата и нозете, што се уствари столб на цело тело, ако ништо друго за придвижување, за обични некои секојдневни обавези, а не па за спорт. Така да чим почнав да се чувствувам подобро, често го практикуваше во тој период? Во тој период да, со тоа што бев исплашен на почетокот, првиот месец заради тие болки да не речам што ги имам како секојдневие, дури со седење и со лежење кога си така у таа фаза. Да, првиот месец имав проблеми, се подоцна, да речем вториот, третиот месец више полека почиња да се намалуваат болките, да целосно ги снема со тоа што цело време се учиш како на некој начин од почеток да одиш, како да ги користиш рацете за помош за да можеш да се придвижиш и на крајот да стигнеме до фаза каде што секојдневно
сме на вода, ако ништо друго. Пред работа, после работа идеме на вода, нонстоп сега со клуба, веќе и дигај, пусти даски на секаде, носиме опрема за луѓе, обуки што правиме, бесплатни клиники, луѓе што ни доаѓаат, така да веќе е многу подобра фаза, но почетокот, да речам, беше доста тежок, си дур тоа си пробал неколку работи претходно, како физио, за да може да ти помогне на проблемот што го имаш веќе на кичмата и на нозете, а наеднаш да испадне нешто друго да ти помогне, каде што на некој начин и можеби сам или фамилиарно останало за да си помогне. Да, ме врати на нозе да решиме покрај таа заинтересираност на луѓе што ја гледаме ни се зерава кај што најчесто весламе, почнавме од Охрид секако матка, Козјакови околни 3-4 езера што ги имаме, да подоцна ни се прошири спектарот на сите езера, да сакаш да истражуваш што повеќе, да запознаш локално население кај да одиме, најчесто сме сами на вода. Ако нема некој рибар. На почетокот кој езеро најше го практикуваше? Би рекол Козјак, можеби и Охрид, пошто Охрид преку летото ни е доста приступачно, временските услови горе доле се исто некој што можеш да ги предвидиш. Наши активности секогаш се заради моја повреда секад се базирале на мирна вода, тоест не е сурф, не е река, не е на диви води воопшто, така да секогаш било идеални услови, ако ништо друго, да биде до 10 км на саат ветерот за воопшто да не го дигне брана, да може да се придвижиш без да те дува како едрилица. Така секогаш било тоа, поспокојно, помирно, да може, ако ништо друго во иднина и тренингот да го извршиме како што треба, пошто во секој случај различни такмичења каде што ги посетуваме низ светов се буквално на секакви услови. Така да ти може да си бркаш тренинзи на идеални услови, но кога ќе отидеш негде и ќе задува ветер или ќе дигне бран, ти треба и за тоа припрема, така да убави припремени со околни земји правиме да може нешто дополнително да покажеме на овие надпревари кај што оди. Уште од првиот контакт со даската тоа беше љубов на прв поглед или? Може би не, заради тоа иницијално тресење, пошто ми било во момент кога сум бил повреден, знаеш, не било како сега од забава сакам да го пробам ова, туку било предлог на нешто што можеби не знаеш како да го практикуваш, не знаеш каде треба се стои на даската. Сум го поврзувал и јас исто како многу луѓе различно ги ставам нозете како некој сурф стенс, да не си паралелно една со друга. Што во принцип тие мали цаки те прават да си нестабилен на даската или ќе бидеш доволно стабилен. Многу луѓе мислат дека ќе треба да имаат некоја позадина со сурф, со не знам, со йога или нешто каде што балансот или гимнастика можеби, каде што балансот има најголем удел, ама низ години сме приметили дека баш тие луѓе имаат поголем проблем да се исправат него ли овие што можеби немаат никаква спортска позадина. Така во секој случај мислам дека тоа иницијално почнува и на колена, секако, се почнува првите 10-15 минути и обуката што правиме, дури на копно кога ги правиме обуките, ти кажуваме каде треба да стоиш, како се придвижиш со веслото, бидејќи ако дувне ветер, ќе треба стварно да се придвижиме со веслото за да може да се вратиме на почетната локација или било што. Така да кога ги имаш тие основни работи кажано од некој, најчесто луѓе ги избегнуваат посебно кога рентаат опрема, докога ги имаш тие основици, ќе можеш многу лесно да се испреш без да имаш потешкоти. Со тоа што од друга страна па дали имаш соодветната опрема под нозе, е исто многу битно за тоа дали ќе си поминеш добро првото искуство на даска. И најчесто е ова што гледаме можеби по плаживе кај нас. Луѓе земаат од пријател некој или виделе даска на страна, може ли да пробам, никој не ти кажува каде да стоиш, како да се придвижиш со веслото, и најчесто ги гледаме луѓе како паѓаат. Но во секој случај не се скока одма. Ти беше самоук? Самоук, да, YouTube видеа. Пробавме да видиме нешто, брат ми претходно го имаше пробано во Словенија кај пријател што му го имаше и предложено. Така да горе-доле знаевме отприлика што да направиме, во секој случај YouTube е како вистински да се придвижиш, како да не биде само ја галиме вода и се вртиме уклучиња со даски, што и најчесто кај нас го прават. Сега денеска е за мене можеби за душек по летни одмори порано што сме го користеле Југославија и Македонија можеби у минатото, ама еве сега полека трендот се менува и од душеци скокаат се од даски. Да, имаше друштво на почетокот на почетокот секој случај мислам дека со нашиот круг на пријатели, ако ништо друго, да дојат да не придружат и онијете да пробаат нешто друго. Сепак е нешто што во странство сме го виделе, па ете полека се да се преферли кај нас. Да, во секој случај мали бројки на почетокот, па дури за самиот настан што го правиме. Сега почнува од нешто мало, ама полека си раст. Значи тоа стиковито било да ме завршува со работа, товари даската и иде на вода. Или пред, јас секогаш тоа го спомнувам дека првичното почнување на денот, ако ништо друго, со пење, можеби на матка со птици на ти пеат или на Козјак. Може си ранобудец. Ранобудец во секој случај.
Со тоа што да си на вода толку рано и да го почнеш така денот, малце другше ќе ти продолжи ако ништо друго течението на денот и малце со други очи ќе го гледаш. Така да или па прилика која имаме да отидеме после работа на некој од околни езера, пошто реално после работа или пред работа не се активностите или за време на викенд со членови што правиме обиколки на повеќето езера каде што ги изведуваме самите обуки, тренинзи и останати активности со клубот, но ете така, како некои припреми за подоцна ако ништо ги заобиколиме нашите 20 езера, подоцна да отидеме и во странство. Од кога почнуваш посериозно да се занимаваш со овој спорт? Да го практикуваш посериозно? Би рекол, можеби од кога земавме више подобра опрема, тоа следат неколку години на ете така менување опрема, уште не бевме спонзорирани на почетокот, сами си ја набувавме опремата, што е многу тешко и една од причините зашто и можеби сме единствен клуб се уште со оваа дејност во држава, пошто реално финансиите за да направиш или да купиш опрема, посебно во тие години кога не беше така популарно, беше многу скапо и у никој случај исплатливост тоа ни да ренташ, ни да правиш обуки и тури или било што, на никој начин не се исплати. Значи очигледно е дека љубовта мора да превладува пред се во спортов, ама ете така, на некој начин не изведувало да сме надвор во природа, да може да шетаме, да се дружиме ако ништо друго со истомисленици, што е исто голем дел од нашиот спорт. Барем се уште владее оној алоха спирит од сурфери, сите се позитивни, каде и да одиме сме со отворени раце примени. Мислам истото и ние пробуваме да го практикуваме кога сега настанов ние прераснат во 20 земји учесници, тоа значи дека треба да ги угостиш 20 земји, тука да се тренери, каде се кондициони, мислам све и свашта, цели тимови доаѓаат посебно позади овие професионални атлети. Ама во секој случај, аматерскиот дел мора на некој начин така да се почне, пошто релативно е нов овој спорт, освен ако не си со некоја позадина од кану или кајак, можеби. Ова е релативно ново кај нас. Дури да речем претходните 20 години доминираа сурфери од Австралија, од Америка, така што ете балансот беше многу клучен, а низ години како што поминуваат почињаат пополека да доминираат во професионалниот свет, зборам, да доминираат кану и кајак, каде што веќе имаат стамината, имаат техниката за веслање, само треба да поработат малце на балансот, што исто така не е проблем, пошто посебно кануистите со многу тесни кануа весла, така да многу слично е со ова, со тоа што си може би исправен, али не е никаков проблем за совладување ако ништо друго во тој година дена тренинг што го правиш за посебно големи надпревари од овие светски или европски купови што се неколку низ светов. Така да, мислам дека со добри припреми, добра опрема може убаво да се спремиш. Ајде малку за опремата. Каква се опрема постои? Има различни димензии. Колку чини? Велиш дека чини многу за наши услови? За наши услови, можеби не за наши услови. Сега денеска барем може да се најде сегде опрема, дури по супермаркетиве со купони може денеска да се најдат овие почетнички даски, тоест 10 фита или негде 3 метра и 60 сантима долги. Тие се најчесто се викаат beginner или почетнички даски, family style, kids, како и да ги водат, со тоа што е најубаво, пошто се најшироки, за да можеш да се исправиш. Подоцна, да речам, после една година од веслање таква даска, ќе сакаш веќе друга. Тоа веќе се аматерски тие што се продаваат. Секој за своите потреби. Да. Таа е баш за тоа што и е намената за деца, рекреација, за учење, да можеш да се исправиш, не е добар глайдер да можеш да правиш подолги стази, но тоа е да се запознаеш ентри во спортот, за подоцна да си купиш некоја туринг или адвенчер стайл даска, каде што е малце пошпицаста и подолга, почињаат од 12 до 14 должините, секако идат и до 20, со тоа што за различни потреби се користат на различни локации, не можеш да свртиш со толку долги даски, овие што се над 4 метра. Така да во принцип должината го прави на некој начин да е подобар глайдер, ќе бидат потесни пошто се подолги, горе-доле плоштината на даската што е на вода пак ќе биде иста, пошто ќе биде подолга ама потесна. Али во секој случај бара да се придвижуваш. Не е како оваа почетничка даска каде што ти со стоење во место можеш да си одржиш баланс. На овие што се туринг или адвенчер стайл, бара на некој начин мало придвижување за да останеш стабилен на неа, но тоа се учи во текот на годината што имаш првата даска на некој начин, туринг и адвенчер подоцна и секако доколку на некој начин го сватиш како спорт дека можеш да се бавиш со суп,
можеш да купиш и рейс даска, што во неколку формата има надување, има за реки, има за сурфање, а има и тврди даски кои најчесто професионалци ги користат исто за бранови или за мирна вода. Каде што е, кај нас сме, јас и уште еден член што имаме тврди даски во Македонија, единствени тркачки даски, што одиме на интернационални надпревари, чисто ете да поканиме ако ништо друго, истомисленици од спортов да не се приклучат на нашиот настан, али во принцип се уште не е тој момент стигнат кај нас да луѓето се бават како спорт, туку повеќе како рекреација или можеби аматерски. Се уште се со даски надување на овие наши надпреварувања или околни земји што ги организираат, така да во секој случај полека мислам дека трендот се менува. Ако почнале со тие 10-ки, па продолжили 11-ки, 12-ки, 13-ки и 14-ки, да мислам дека откога ќе се качиш на поголема даска, веќе нема да сакаш да се вратиш на тие што се вртат во круг, знаеш. Може би треба 2-3 дена да ја навикнеш ако ништо друго со стабилноста, но кога ќе ти легне и кога е твоја секако даската, е многу полесно на тие да се движиш неголи на почетничките даски, а и воопшто би рекол еве тркачки даски на смешна работа што ја искусив 2019, да наречем прв пат кога бевме во Холандија. Има една ултра дистанца трка, се вика СУП по 11 града. Во Холандија, во Фрисленд се случува, поминуваат 11 града, 220 километри трката низ Каналија. У Фрисленд пошто е тоа е со преспивање, со кампување, со се. У принцип почнува трката нонстоп, се вика 220 километри нонстоп, значи еден рекордот до ден денес е 24 часа, ја прават у 48 сати, ќе ја завршат сите што се пријавиле 30-50 луѓе колку и да се, и после кога ќе заврши овој нонстоп тура се случува 5-дневна тура у етапи од 40, 30, 50 километри и последната 27, каде што 2019 кога бевме, јас немав прилика, ниту имав тогаш тврда даска, си бев со inflatable даска. Исто, туринг стайл за токави дистанци, немам јас рейс таков тип на inflatable даска. Отидов со тоа и бевме пола со inflatable, пола со hardboards. Да после 3 години, 2022 или 3 бевме пак на гостување, бидејќи главниот спонзор наш Мистрал е холандски бренд и во Холандија се случува ова само такмичење, пак сме нивни гости секоја година. Да трендов после 3 години или 4 години од првото гостување во Холандија, наеднаш кога отидов јас бев единствен со inflatable даска. Наеднаш сите, па дури и аматери, користат тврда даска, бидејќи е стварно многу полесно за веслање, поубаво глајда, не треба толку ефорт за да се придвижиш низ вода и у принцип ако финансиски имаш можност да си купиш такво нешто, секогаш препорачувам подобра даска да се купи, пошто тоа со балансот се стварно некои мали моменти што доколку е твоја опремата ќе ја совладаш у 1, 2 дена, 3 дена и се тоа финеси што ги се подобруваш со се повеќе веслање, бидејќи као точок, не се заборава. Кога се качиш еднаш, групата на мускули као muscle memory си работи, знаат што да активираат за сами да се балансираш, да не мислиш на тоа че ќе ми тресе лева нога попраја тука. Така да после еден ден да не речам више muscle memory си уклучува, знае како да реагира зглоб или лист или бутот на сите овие работи за корекции да направи на самата даска. А што повеќе возиш, што полесно ќе ти биде и на овие подолги даски. Така да ето така, таков тренд да и низ години го приметуваме. Ако си почнал со аматерска опрема, после се префрлаш на професионална и више не се враќаш, иако се бавиш како аматер со тоа. Не е дека си професионалец и сакаш да ти биде полесно ако ништо друго. Такмичењето кај што одиш, патувањето, пошто најчесто и на патување веќе со таков вид на даски да се оди. На фотографиите кои ги имате споделено на вашите социјални мрежи, има секој вид на даски, долги, широки. И широки има. На кој е полесно да се весла? У принцип, мислам дека голем дел од публика во Македонија, сепак 10 години се бавиме со ова, не сме од вчера, да не речам, многу голем број на луѓе што биле заинтересирани, веќе биле кај нас и пробале. 90% од нив се луѓе што не пробале или па можеби пробале негде рентале, ама не се исправиле никогаш, пошто најчесто во околните земји се на бранови, на море, не можеш да се исправиш која е така, барем за почеток, како ништо друго, ако не ти објасни некој, значи тие обуки се многу битни, на сува не е дај 200 денари, знаеме и оди, пробај, сликај се или. Да. А и тоа ли го прават. Ќе дојде, се сликне за Инста, ако се иде. Во принцип ги даваме почетничките даски, тоест пошироките за луѓе што немале искуство, доколку некој ета тие 10-15% колку и да се на луѓе што имаат негде пробано или па се returning customers наши, да им дадеме подобра опрема за да може да имаат поубаво искуство, пошто реално првично сакаш на секого да му го пружиш тоа што ти си го имал како искуство првично, да немаат страф од тоа, иако можеби
посебно па групи кои правиме, доаѓаат луѓе кои не сакаат тоа да го прават, дошле ради другарот, го викнале или било што, али пробуваме и на нив да им го направиме интересно на некој начин, не дозволуваме неконтролирано паѓање во вода. Значи таа обука ја правиме и пред да влеземе во вода и за време на турата во вода, за подоцна после 15-20 минути, зависи на кого како му треба, за попалека се исправиме и да се придвижуваме со веслото, туку е начин како оствари многу луѓе си мислат дека откога ќе се испрат сама ќе почне да се движи даската, во принцип тоа го практикуваме на колена го направиме, да те научиме како се придвижиш и како се движиш со веслото, како треба да закочиш, за кога ќе се исправиш да ти биде полесно тоа, него ли да мислиш цело време дали ќе паднам или не. Така да такви неконтролирани паѓања немаме, пошто како што кажав, не изнемуваме опрема, не ја даваме така на луѓе да си одат сами, секогаш било со контролирана обука претходно, цело време сме покрај луѓето, посебно што се првенци, секако ги бираме идеалните услови за воопшто да влеземе во вода. Ако е нешто 10 км на сат или повеќе ветер, воопшто не влегуваме, пошто не сакаме да дозволиме нешто такво. Сигурносно опрема секогаш мора да се носи, сигурносни јажиња имаме на даските кои цело време се приклучени за нога, за случај да паднеш или за половина доколку си во река, за можеш одма да го извадиш или да се качиш на даска доколку се бара тоа, пошто во река, например, многу лесно може да се закачи на нешто, од вртлози, од каскади, од дрва во вода или било што, така да треба ти негде при рака да можеш да го изведиш доколку треба, тој сейфти лиш за да се откачиш од даската за да не те удави, што е случај сега пред неколку години си има случајно, така да си ги бираме идеалните услови за да може да го направиме тоа. Секако идеме и по реки, по океани, по мориња, секакви ситуации сме имале, но првично така. Сме почнали од почетнички даски за и ние да се запознаеме колку толку со спортот и како што се придвижува и се зголемо интересот и активностите на клубот воопшто, дали со членови, дали со луѓе заинтересирани на наши во обуки и клиники што ги правиме бесплатни за луѓе да се запознаат по околниве населенија и езера. Мислам дека припомага ако ништо друго да го популаризираме спортот. Демен, како што спомена, организирате тури низ вештачките, низ езерата во Македонија. Од кога организирате тури како клуб и како македонската јавност реагираше на тоа на почетокот? Или странците ви биле првичните гости? Не, баш напред мислам дека на почетокот првата година дури една соработка имавме со групер сега на нас, како и да се вика. Првично и кај нив имавме тури, но во секој случај мислам дека најпопуларно кај нас ако ништо друго стана, баш кога почнавме знаеш ти, барем од GoPro светов, тој adventure style воопшто, наша слика беше искористена за GoPro Photo of the Day и е официјално првата слика СУП искористена у тој натпревар на некој начин. Така да таа слика ни помогна многу да го популаризираме кај нас, да биде нешто дека чекај, нешто ново можеш да го правиш кај нас, што ни помогна да добиеме светска публика само заради таа, пошто прв пат нашиот спорт се популаризираше на GoPro платформата, што е принцип следена од многу луѓе запознаени и незапознаени со било кој спорт од нивниве акциони работи. Иако нашата слика беше на мирна вода, во пештера, ја направив на матка, каде што беше после тренинг, завршив тренингот, завршив последна сесија од денот и пред да одиме на некој трип на Тајланд со сопругата, ја постирав на GoPro сајтов и најнаш кога ќе стане таа слика популарна, добиваш пораки од секаде, луѓе ја виделе, кој ја препратил, како и да функционира, чисто во светот, во субсветот стана многу популарна таа слика што ни помогна ние како клуб да добиеме некој респект низ нашиот комјунити. Сепак е ова многу мал комјунити на светско ниво, ама почна од тоа да се популаризира и кај нас. Едно мало подпрашање, тука почна соработката и спонзорството со холандската компанија или? Не, неколку години подоцна е тоа. Ова е само што го почнеме клубот, значи по наша среќа само што го почнеме клубот со првата опрема, уште не бевме спонзорирани. На подоцнешно патување ја побарав сопругата во Словенија да ми биде жена на едно од нашите патувања, мал милион што сме ги направиле и она секако се изненади на ова, не дека планирано сме биле на мал милион патувања низ светов, ама ете, ја искористим како прилика да направиме видео, иако снимаме ние секогаш, беше како дај да направиме и една од тие фотографии што ги направив у пропозалот мој, беше причина зашто не исконтактира холандјаниве. Али ова со GoPro беше Kickstarter да клубови не контактираат нас секаде кај што патуваме со сопругата, да веќе не знаат луѓе, да не биде сега се представуваме ние кои сме, доаѓаме од Македонија, многу луѓе не ја знаат Македонија.
а и истото и со спонзори. Мислам, за да собереш ти спонзор од Македонија, да видиш кај нас на веб страната, немаме македонски спонзори. Сите се од странство, што го препознава тоа, што го правиме ние низ години, и што го правиме и каков ефект имаме на нашиот спорт, тоест у комјунитито наше. Да, ете така, отворени врати за секаде, да може да идеме да патуваме, подоцна да почнат да ни купуваат и видеа и слики по различни магазини, ама мислам дека целиот старт да и наша публика се запознае со тој GoPro свет, што не знам од кога све не добивме поруки од наши идоли и луѓе што ги следиме низ годиниве, да ете ни помогна да се прибиеме низ овој субсвет, да не речем. Пазл клуб е единствениот клуб кој го практикува овој спорт во Македонија. За жал. Никогаш немало друг клуб. Не почна еден клуб каде што ете ни помогна ако ништо друго за како да го формираме, пошто како клуб кој е единствено државата не може да спаднеш ниво асоциација, ниво федерација, ничија. И така треба анализирам. Да, во принцип сме сега под капата на Кајакарска федерација. Сепак сме у тој калибар на спортови, водни спортови, ако ништо друго, ама и сепак активностите, пошто ни се на мирна вода, најмногу спаѓаме тамо. Не е со дриличарскиве спортови да ни треба ветер или нешто, така да ете така сме остаени, не е ни со windsurf на некој начин поврзано, пошто баш ни се активностите на мирна вода. Али низ години пропадна, се затворили, што и да се случи со другиот, низ години 10 ги славиме оваа година, 5 години од настаната, ама 10 години од основањето на клубот. Се уште сме сами и да ти кажам, многу тешко, со тоа што доста луѓе па работат со супови у околина. Има здруженија што те помагаат за промоција на спортот. Многу од каја клубовите во својот арсенал на опрема имаат и супови, каде што е рекреативно на спори денови знаат и они да се искористат тоа, така да самиот спорт се популаризира работејќи ние или не, ама ете, колку што можеме помагаме за промоција на спортот. Ајде во околниве земји како е таа истата ситуација? Истата ситуација, значи не е спорт. Дури доста појаки земји од нашава. Би ја спомнал и Австрија, каде што сега на крај на месецов, тоест да, за некој ден одиме на најголемото надпреварување на светски рамки, чисто да се запознаеме како да го подобриме нашиот настан, ако ништо друго. Ни доаѓаат организаторите на таа трка кај нас ова лето. Па чисто прва наша прилика да одиме тамо да викнеме уште некој, пошто оваа година имаме за наша среќа доста светски, доста европски шампиони, многу национални шампиони што не доаѓаат да ни го поддржат настанов, и воопшто да си ја пробаат силата на ваков не стандарден формат од 23 километри, како што ти им кажам и претходно, во принцип на светски рамки или на европски, овој long distance формат ние што пробуваме да го организираме од 10 до 15 километри, а нашава трка е 23 километри и влага некој ултра дистанци, да не речем, го лимитира бројот на луѓе кои се заинтересирани за ова. Ама ете, Охрид го користат како Охрид, го знаат сите, не дека треба ние да го промовираме, ама ете, Охрид е место што се најнаш популаризира тркачи да дојдат да направат и како некој тренинг за малце поголемиве настани на светскиот календар СУП. Со тоа што не само тренинг е истерат и одморче. Сега понедела дена лани не беше Полската федерација на јуниори на месец дена камп на Љубаниште конкретно да истерат тренинг пред светското првенство, така да ете убаво место за припрема, ако ништо друго на околниве земји што не се тука лесно приступачни. Ама истиот проблем го има, да не речем, и земјиве околу нас, дали Албанија, дали Србија, дали Словенија, па еве и на Австрија што не може да направи ништо, со тоа што на некој начин и можеби подобро. На светско ниво сурф и кану светот се борат кој да го земе СУП, една од причините зашто се уште не е на Олимпијада. Од кога датира овој спорт? Од каде произлегува? Зависи кого би прашал, у принцип. Предпоставувам дека Австралија, Хавај, не ги зборам тие пред стотици години на труп што се движеле со труп од дрво што се движеле со некој помагал, туку зборам од сурф која прераснала на некој начин, ваков на некој поспори дено или помали брано, или како помагало користиш самото весло за придвижување низ брановите, пошто е многу полесно на сурф со раце да пробаш да патиш бран. А и воопшто за придвижување на низ нивните лагуни за да можеш да стигнеш до некој серф спат каде што сакаш. Можеби 30-40 години, зависи каде ги прашаш, ама еве кај нас е 12-13 години популарен овој спорт. Да пак, мислам дека кога почнавме на рака можам да
набрам луѓе што воопшто чуле за спортов, а не што пробале. Така да мислам дека многу убава нагорна линија ни се движи спортов не само кај нас, туку и уопште во регионов, го популаризираме, си помагаме, взаемно идеме по на некој начин регати, надпреварувања, такмичења што ги организираат од краток, дали спринт формат, дали технички, дали long distance, или регата формат што Србија пробува 2005 година и они го организираат, имаат регата по Дунав од Нови Сад до Белград 101 км, што можеби многу звучи, али е направено во 2 дена со камп, зезење, истомисленици околу тебе цело време, повеќето од нив се аматери, али ете, единствен клуб од Србија што го организира тоа, исто во Црна Гора на Скадарско езеро што организираат, сепак сме тука, а не знам, секоја година значи има соработка. Има соработка меѓу сите клубови, со тоа што е па за нашиот настан, што е многу тешко да го организираш, се гаѓа во лето. Една од причините зашто го организираме можеби во јули е да очекуваме некакви временски услови, што се главен диктатор дали воопшто ќе се одржи настанот или не. Кога првично решиме да го направиме настанот, бевме капетанија, бевме МВР, сите што не се у можности или што имаат долгогодишно искуство со ако ништо друго со Охридското езеро, па меѓу другите и Црвен крст што се цело време и со пливачи по вода. Кој период може да го организираме настанот, ни беше предложено крај на јули, почеток на август, каде што горе доле ќе се очекува после пладне северец да има ветар, така да знаеш од прилика што можеш да организираш, зашто сепак нешто година дена што пробуваме да го направиме, да избркаме спонзори, институции што се позади тебе и сите што пробуваат на некој начин да го легализираат ова да биде сейфти на ниво како што треба, пошто на пример сите тркачи па и професионалци и аматери, што во принцип аматери се најбитни, се пратени од тим на Црвен крст, што е најклучно принцип. Колку и да бираме ние идеални услови за ова, секад има луѓе со глисери, има со чамци што цело време сакаат да видат кога ќе видиш над 100 луѓе у вода, сакаш да се придружиш, пошто цела година не си видел, ти најнаш токаа бројка доаѓаш да видиш. Во принцип пробуваме тоа да го сведеме на максимум, да бидеме уклучени сегде, капетанија исто дозвола што добиваме за тие поголеми бродови, ако ништо друго да не ни прават проблем, посебно на аматерите, пошто тркачите ќе завршат за 2,5 сати, нив не им е проблем толку, ама аматерите што се движат по обала да немаат потешкоти за завршување на самава авантура, така ја викаме ние. Ама да, мислам дека убаво се надоврза, баш тука сакав да го ставиме фокусот за евентот кој го организирате на Охридското езеро. Прв пат организирате кога? 2021 во короната, да не речем, беше како некоја пробна едиција да видиме дали воопшто се прави. Ја колку и да сум го направил сам, друго е кога ќе направите група да видиш дали може некој друг да го направи, јас сум го направил на овој начин со подобро опрема или не со толку добро опрема или како и да е. И решиме да го направиме групно, повеќето ни беа членови, неколку луѓе што сака да се испробаат силата дали би можеле да го направат тоа. Бевме 19 луѓе, што за мене беше тоа, вау, не сум видел 19 луѓе заедно, освен такмичи у некоја друга земја, ама Македонија, на Македонско езеро 19 луѓе ми беше фантастично. И логиката беше, околу 2 август ќе го направиме, сите се тамо, тој период е и најубаво времето, ќе го направиме за да не видат што повеќе луѓе, 19 луѓе кога се движат по вода ќе биде многу атрактивно. Отидовме и баш тоа го направивме. Направивме едно убаво видовце за да можеме да го промовираме за следната година, со тоа што пак аматерски ние си го правиме тука сами. Да више следната година од која бидна успешна верзија на првото издание, веќе можеме да бараме спонзори за некако вид на поддршка на опремата, да изгледа малце поубаво, ако ништо друго да уклучиме и некоја земја плюс. Првото издание беше 19 веслачи со само македонци. Второто издание више имавме 5 земји учесници и рипна на 44 веслачи. Од 19 на 44 више се доплива бројката. Тука попушти малце короната. Супер, попушти короната, више може да патуваат од околни земји и више третата едиција нашата идеја бе да се направи трка. И многу е тешко да направиш или да организираш трка, да викнам добри веслачи или било што, кога промовирам аматерски даски. Најчесто претходниве 2 изданија, јас имам само почетнички даски, луѓе што сум ги викнал, ве слушај, можеш да завршиш ова, нема га имаме 8 точки на застанување, се бањаме, се зезаме, си правиме ова, за да мотивираме што повеќе луѓе да ни се придружат дека е возможно воопшто се прави. Не знам колку луѓе воопшто го имаат пробано тој подвиг да го направат, ама во секој случај е долга дистанца тоа, многу километри се и ти требаат идеални услови ако ништо друго да завршиш. И таква некоја мотивација да пробаме да мотивираме да ни дојдат тркачи, за кога ќе видиш дека тркач го прави ова, као нека плюс мотивација.
Не може да најдеме ни еден тркач. Нормално никој не ќе те поддржи, пошто ова што го организираш ти е реално регата или разгледување на некој начин, не е тоа што јас целта ми е да некако приврземе, да приклучиме, да не се приклучат овие со професионална опрема, со тврди даски, да изгледа малце поатрактивно, ако ништо друго, и македонска публика да види дека како спорт може да се бави ова. Да више на третото издание имавме неколку клуба што соработуваме низ годиниве, по еден член да ни пратат, за да дојдат на нашо. Имавме само 6 професионални тркачи, наспрема 90-80 луѓе кои се аматери. И најнаш сега ги ставаме првите во вода. За краток временски период од 19 на 90. Попалека, прво ни беше 19, па 44 и сега више на третата едиција ни стигна на 87, мислам, ако не се лажам точно, 80 и како и да е, али пак ни се дуплира бројката, со тоа што сега имаме и 6 професионални тркачи, што на некој начин ќе ни помогне за промоција за следната година. И тие 6 професионални тркачи ни помагаат да следната година више имаме 66 тркачи. Значи, више тој калибар, огромен скок, 10 пати поголем број на учесници од тој формат, а каде се тука колку и да ги викаме аматери се, пошто не може да се купа таква опрема. Има многу добро вислачи во inflatable категоријата. Допред некоја година и на светско ниво смееше со inflatable даски да стркаш, сега само со hardboards. Ама во принцип луѓе што можеби не може да се ја донесат опремата тука или не може да изнемат, немаат пари за да изнемат, ќе си дојдат со даската на дување бидејќи се пакува во ранец и пак имаат ненормални резултати. Ама ете, не се водат како професионалци на некој начин, така да покрај тие 60 што ни дојда професионални тркачи, имавме и аматери, ги ставил во наводници, во категоријата со даски на дување и сепак пак овој најпознат калибар на веслачи кои се рекреативци и овие секојдневни даски, за пак да може тоа не го направат. Овие тркачи имаат со 2 точки на застанување, тоест 2 чекпоинта кај што треба да го направат пред да завршат во Охрид, а аматериве си имаат 8 точки на застанување, да не речам на најубавите места на Охридското езеро, каде што се бањаат, пијат, јадат, мислам, се зезат со истомисленици цело време. Е баш онака дружба и го гледаме трендот секоја година, не само што ни се враќаат истите луѓе што биле со некои други претходната година, веќе го именуваат трендот и од авантура одат на трка. Дали ќе почнат со inflatable, последната година со hardboard. Така да ете, наша прилика првата година кога организиравме имаме 6 тркачи само, следната више на 60 отиде таа бројка. Сега оваа година уште 3 месеци имаме пред нас да веќе ми е надмината таа бројка од 14 земји учесници. Да, колку пријави има до сега? Нека не зборам. Да, нека уште не е официјална бројката, не сега не зборам, ама во секој случај над 100. Одлично. Имаме многу убави имиња што ни доаѓаат, што навистина ни помагаат за популаризација на спортот, пошто трендов што го гледаме од првото издание на трката, не воопшто на ова. Тие 6 луѓе што дојдоа индивидуално од своите клубови, кога се враќаат у својот клуб, го шират како вирус, мислам. Да. Сепак како добро си поминеш и се добри условите. Оваа година ќе се одржи на кој датум? 19 и 20. 19 оваа година првпат организираме по барање на сите што ни биле дури на аматерската трка. Многу е долг овој формат и лимитира бројот на луѓе што може да дојдат. И за да не се повторува истото искуство, решиме да додадеме и техничка трка, што е околу пловки. Се врши на иста локација, не е како ова long distance of да почнеш Светинаум да завршиш Охрид, не е ни кружна трка да се вратиш на истата позиција. Туку конкретно се враќаме на истата точка од кај што стартуваме. Оваа година за наша среќа имаме нешто слична прилика како Светинаум да направиме вокалишта во хотел Бисер ни е организирана трката оваа година техничка, каде што стартуваат од плажа, вртат околу 6 пловки и се враќаат на истата локација. Тоа е прилика 5 до 10 минути за разлика од ова 2,5 часа веслање. И луѓе се пријавуваат и на таа и на long distance трка. Еден ден во саботата на 19 ни е техничката трка, а следниот ден ни е овој веќе познат формат на техничка, на long distance трка и на авантура. Во исти ден се тие, еден по друг тргаат. Професионалните тркачи тргаат со камбаните од Светинаум манастирот во 7 часот наутро, завршуваат негде од прилика 9:30-10 во Охрид, а авантуристите потргаат 20 минути после нив, пошто им треба малце повеќе време да се наместат, поголема бројка се они секако, а во секој случај се движат по крајбрежјето во случај да се сменат временските услови да можат да искочат кога сакаат. Но мислам дека најголем и најатрактивен момент ќе биде техничката трка во калишта пред хотел Бисер, бидејќи го покажува на правилен аспект на некој начин нашиот спорт. Техничкиот е најинтересен за гледање не само за публика, туку и за самите учесници. Се буткаат околу бови, има поише акција него ли ова што е на long distance. На long distance е многу слично можеби со трчање или со
байкинг, пошто го спомнавме. На точакот е истото, 6-7 луѓе или зависи каква група се следат еден позади друг и се менуваат кој е тим лидер напред за чисто да си помогнат, пошто кога си прв брейкинг на воздух, тоест на wind пред тебе, многу тешко и многу поише отпор правиш. Така да ферески, барем кај нас пробувам тоа да го практикувам ферплей секогаш, пробувам да не елиминирам луѓе, не е дозволено на колена веслање, имаш cut-off time од 5 сати за да можеш да завршиш преминувањето. И тоа драфтинг се вика, нели? Да седиш позади некој, исто не е дозволено. Со тоа што го дозволуваме до некои рамки. Кога си прв, стани втор, затоа и вториот да стане прв и да се менувате цело време, пошто реално тактичка игра е long distance секогаш, у било кој спорт. Треба да го знаеш теренот, исто е многу клучно, ама мислам дека пред се кој која ќе има сила за да стисне. Конкретно ланската година имаме back-to-back чемпион, дечкото што е од Словенија, го сруши рекордот, рече, баш го праша после викам втор пат си шампиона, пред да дојдеш на такмичење ми рече дека друг ќе тепа. Сите ги прашувам што не се такмичење, кој мислиш дека време ќе ти биде од прилика, кој ти е просекот за ваква дистанца? Он ми го кажал кој би требало да биде победник, нормално го победи и него, ама не вика на 16 километар решив дека ќе стиснам, да видам кој ќе ме следи. Ако ме следи некој, ќе гураме до крај. Вика кога видов дека никој не ме следи на 16, у принцип се стиска или на 18 или на 20 на ваква дистанца. Он стисна малце порано, видел дека никој не го следи, вика имам сила до крај фурам. Така да случајно тактички ги изигра, ги тепаше грциве што беа подобри во првиот дел од трката, во првите два дела од до вториот чекпоинт. Се истрошија, мислам дека од непознавајќи ја трката доволно, не знаеш што ти следи, знаеш кога не ги знаеш точките за каде треба стигне, иако сите се следени со чамци им даваат правец, ама не знаеш ултимат точката која ти е, не го знаеш Охрид толку добро, сите се странци од нив. Така да мислам дека тука некако изгуби и оваа година потактички ќе играат, пошто оваа година па имаме 20 и нешто грци кои ќе ни се придружат од федерацијата. За разлика од ланската кај што беа само 6-7. Али како што кажам, као вирус им се шири низ нивниот комјунити, посебно пак кога добро ќе си поминат, добро ќе бидат угостени, пробуваме на некој начин фестив да го направиме, да биде као полуфестивалче, да не биде само трка и главата доле. Да. Така да добра поддршка имаме и од спонзориве да ни помогнат да го направиме на некој начин светски, да не биде нешто македонско и да биде добро за наши услови, туку да биде добро за светски науки. Надпреварувачи од кои се држави ќе земат учество на оваа година мислам дека немаме никој надвор од Европа, претходно сме имаме Малезија, Америка и од каде све не, ама оваа година не се сите европски. Најмногу имаат Словенија и Грција пријавено, пошто претпоставувам дека и најлесно за стигање од нив, а и се најголеми тимови. Грција конкретно на светско ниво лани, тоест преклани во Тајланд, беа тим со најмногу веслачи. Така да кај нив комјунитито е многу големо за веслање, сепак е тука блиску, со тоа што имаме Холандија, имаме од Шведска, имаме од Данска, од Англија исто многу голем комјунити, ни доаѓаат едни интересни звезди на светскиот калибар на овие long distance трки. Двајца партнери од Шкотска, секој од килтс веслат и се многу атрактивни каде да одат и мислам дека ќе им се свиѓа и на нашава публика ако ништо друго, а се многу добри амбасадори на спортот. И они веслаат у тандем. Кај нас нема тандем пријавување воопшто, но ете пробуваме пошто го гледаме на други трки на светско ниво да се уклучени тандем, секад се по 3, 4, 5 тима колку и да се. Кај нас го немаме тоа, ама пошто се они да речам едни од главните амбасадори на тандем веслањето на СУП, ги викнавме оваа година не се придружат и ќе дојдат со тандем inflatable даска, не може да дојдат со оваа на тврда даска, но ќе биде нешто ново кај нас, пошто најчесто луѓе ни бараат да со децата да ги стават на даски и со децата веслата не е дозволено. Има специализирани даски кои се за да можеш двајца да веслате, пошто треба си синхроно веслањето да биде на двајцата веслачи, тоест да го пратиш тој пред тебе. Нешто како на кајак, ама кога стоиш е многу побитно да не се бутнете ако ништо друго, да вртите во исто време и да веслате во исто време. Така да ете многу ми е мера кога посебно такви имиња ќе дојдат да ете ги запознаеме и нашиве дека можеш нешто повеќе да правиш, ако ништо друго они се маж и жена, ако ништо друго со партнер да правиш нешто што јас со сопругата го практикуваме низ години. Дамјан, што е најважно за надпреварување, мускули, кондиција, што? Зависи на каков тип на надпревар, ама мислам дека техниката е најбитна од све, што и најтешко се учи. Мислам како кај секој спорт, дури елитните
професионалци си има тренери. Има причина зашто е тоа така. Колку и да си ти најдобар, секогаш можеш да бидеш подобар. Техниката доколку е совладаш, ќе ти биде ако ништо друго полесно да можеш да се извадиш од некои ситуации. Нашиот спорт е многу зависен од временски услови. Не секогаш на овие мирни води што ги бркаме, туку повеќе на бранови, каде што еден бран може да ја смени цела трка, да си рейс лидер до последен момент и најнаш да те бутне бран и да паднеш, или било што на бова да се бутнете на вртење или на било што, каде што вистинскиот тренинг и техниката да го совладаш бранот или да совладаш некој да те бутне или да те турне со весло е тоа што ќе те направи победник или не. Така да техниката совладување ќе те направи да бидеш, ако ништо друго, најдобро во својата класа. Мислам дека не е толку мускули дали имаш или не, пошто има многу мали веслачи, мали ураст, зборам, наспрема некој на 2 метра веслачи, кај што ќе си речеш еден завеслен на човеков, наспрема 10 на малово детенце, ќе има удел. Морам да го искористам како пример. Имаме во машка категорија дабл чемпион 2 години порече од тепа истиот човек, ама ланската година ни дојде, како што напоменав, полскиот тим на јуниори. И тренерот уште одма ми најави дека јуниорите негови нема да веслаат во јуниорска класа, туку ќе веслаат во опен класата со сите веслачи. А збориме за 13, 12 и 14 годишно, беше најстарото дете, 14 години. И по моја логика, пошто имавме претходно исто таков случај, ги прашувам веслачеве кој мисли дека ќе тепа, он ми вика ќе тепа 13 или 15 годишно дете. Ја викам не може да тепа 15 годишно дете, ги споредувам времиња од претходни надпревари, гледам дека е 10 минути позади вес поради оваа причина, тоа било кога бил 13 или кога бил 14, сега за една година има многу голема разлика, викам оке 15 годишно дете, али не е возможно тоа. Уште од почеток на трката води. Прв чекпоинт води, втор чекпоинт води, до крај на трката води и нешто утна на крајот детето и најнаш ја губи позицијата, до крај бил тим лидер. А мојата логика вика дека тие илјадници за веслај, детенце од 14 години со рачињана, нема може да издржи кога на крај некој напумпан толкав, кога ќе стегне 10 пати со завесла и ќе те престигне. Значи тоа е тактички да игра позади тебе, те следите. Значи нема граници на години. Да, јас си викам дека не би требало да има 14 годишно дете, не може да го направи. На крај во женската категорија тепаше јуниор, overall 14 годишно дете, тепаше елитни веслачи. Значи она водеше или второ место беше повеќето од трката и на крај кога стиснала никој да не може да стигне, значи тоа ми побива сите теории да сум мислел, знаеш кога на лизгање разбирам, они се мали, полесно се вртат или било што, ама овде кај што ти треба стамина, кај што ти треба посебно на long distance, стварно ти треба издржливост. Децава не се толку паметни и свесни за nutrition value, дека им треба вистински периоди кога треба пиеш вода, кога треба електролити да пиеш, кога треба да се избусташ за да може да се врати темпото на тоа што ти било можеби претходно, а сепак се 2,5 часа орање, нонстоп орат за да стигне до тама, нема паузи, нема ништо, дури имаат црева за вода што немаш утка во завесла. Еден завесла, 1 метро, автоматски да стигнал некој толку. Кај спринтери, кај long distance е многу во прашање техниката, ама кај long distance е малце различно. Вамо ти е техниката многу битна, пошто тие орања на тие 100 метра или 150 метра се многу клучни да не направиш грешка. На long distance можеш да се поправиш, дали си паднал во вода, дали те бутнали или било што, можеш рекавери некој да направиш и секако временските услови ќе ти дадат шанса или ќе ти одземат шанса. Најмладите надпреварувачи? Надпреварувачи, да, со тоа што најмладиот учесник на авантурата ни е 10 годишно дете. За тоа уште кога ни се пријави, му реков, викам, немој да те обесхрабрува тоа што нема завршиш. Пливачкиот маратон го знам луѓе многу постари што го немаат завршено, сепак е многу голема дистанца, 10 годишно дете со тие рачиња нема шанси да заврши такава дистанца. И беше повеќе пробега форматот дали можеш да ја завршиш оваа рута, и ако случајно се откажеш негде на пола, ќе имаме убав момент за вежбање, да знаеме дека оваа ни е границата, 10 км или 12 ги поминеме, не можеме 26 да ги поминеме, ама следната година ќе работиме како да го подобриме тоа. За моја среќа и радост, детето го заврши. 10 годишно Кај, 10 годишно детенце, го заврши од таа година, секоја година после тоа доаѓа. Оваа моја четврта сега, не, мислам, баш као преди си го гледа, со тоа што и пред 2 години имавме и не идеални временски услови, ако ништо друго, ништо страшно, со тоа што дигна при крајот негде бран, каде што имавме 3 откажувања на луѓе што не се чувствуваа дека може да продолжат, не сакаа на колено да веслаат.
каде што детенцето така продолжи ја заврши и мислам дека само како мотиватор за други луѓе да не се приклучат на таа возраст, а кога збориме за спортскиот аспект јуниори што дојде, они се баш атлети. Не збориме рекреативно авантура, туку збориме за луѓе кои веслаат и победија многу јаки шампиони ланската година, кои исто така мислам дека се мислеа дека ќе тепаат некој детенце малецко околу нив или дека ќе се борат против некои други појаки веслачи, ама испадна детенце тепувани. У женската категорија. Ги споменавме најмладите, а кој бил најстариот веслач на еден од инфлуенсериве у нашиот свет се вика Sap the World. Е човек од Шкотска што патува низ светот, до сега мислам има 60 земји посетено со СУП. На 63 годишна возраст го заврши нашиот кросинг. Не знам дали има таква граница. Еве би ти напоменал дека најчесто луѓе што ги гледаме по такмичењава низ светов веќе ја дигаат и плюс 60 категоријата. Значи има Open е негде до 40, има плюс 40, плюс 50 и сега пробуваат да внесат и плюс 60. Ова е како спорт, многу луѓе се бават низ светот рекреативно, после работа си одат во реки, канали низ Европа си возат, а реално и вака приступачно ако ништо друго е станато од бате од Холандија, од Англија, живее Станче, не може да си купи хардборд, решава у Кина да оди да направи inflatable даска и така се популаризираше спортов. Европа го популаризираше спортов СУП, не е дека од Австралија и Америка нешто имаат направено. Тие што си го правеле си веслаат тама, ама кога стана inflatable accessible кај нас, да можам ја да си го ставам у станче, ранчето си го спакувам и да си го истуширам супот во туш кабина, најнаше многу поедноставно. Не ти треба гаража, не ти треба кола за рек горе да носиш, ние со Toyota Aygo стави 3-4 ранци од него, отиди кај сакаш. Многу е поразлично и поприступачно за сите, мислам, у последниве години, последниве 10-15 години се го случи од кога овој inflatable свет малце се помогна за популаризација. Ајде да испратиме некоја порака, зашто треба македонци и сите туристи кои што ќе посетат Охрид да дојдат на крајбрежјето и да го следат овој евент? Мислам дека ќе ви биде причина зашто да ни се придружите во иднина, или ако ништо друго ќе ве заинтересира како е можно толку мали деца или толку стари луѓе да го прават тоа, пошто можеби со старосни граници не толку, ама луѓе и со несоодветна тежина, да не речем подебели луѓе кои би требало да имаат потешкоти за ова, си го практикуваат пошто на некој начин е како шетање по вода. Мислам дека кога гледате секаков тип на луѓе околу вас дека може да го прават тоа, е убава мотивација и вие да почнете нешто. Сепак е во допир со природата, што мене мислам дека ми е на прво место, дека си малце исклученото вие гужви што секојдневно ги среќаваме низ град, ако ништо друго. Не се сите од села и да си го има тој спокоен живот, ама овие секојдневни fast-paced life на некој начин е добар изолатор да пробаат барем на викенд да го направат, па ако ништо друго во иднина да пробаат да го практикуваат малце повеќе, али мислам дека е супер мотиватор да ни се придружат од страна, ако ништо друго поддршка да им дадат на овие луѓе. Као што кажав, имаме професионалци, имаме материи, имаме и почетници, имаме секаков тип на луѓе, да некој ќе се пронеде у таа гужва во секој случај. А ако можеби се запрашувале дали треба да го пробаат спортов, мислам дека ќе им се смени мислењето од кога ќе се качат. Многу од страна изгледа чудно, пошто најчесто луѓе што гледате се луѓе со несоодветна опрема под нозе. Ви рекол, Македонија опремата што може да ја купите за веслачи до 70 кг. Користат како маркетички трик некој до 150 кг, до 170, ама тоа се во принцип спојките на самите даски, пошто се налепење, колку може да издржат товар. Не е дека е соодветно да се качи 100 килаш како мене на даска таква. И во принцип во Македонија можеш да купиш даска до 70 кг и кога ќе видите некој како паѓа е во принцип тоа. Не е на соодветна даска, не ги представил нозете правилно, не му е веслото во вода потпора како трета нога. Некои такви работи фини што ќе го направат тоа да биде поубаво, ако ништо друго за луѓе во токула, не да биде паднал, се смееме сите или било што. Не го пробувам ја ова да не падна. Мислам дека тие работи доколку ви ги објасни некој ако ништо друго, ќе биде многу полесно за исправење, нема да изгледа така смешно како од страна за паѓање. И секој што мислам дека се двоуми дека треба да проба, посебно на некој вакво летно место по одмори кај што одат Грција или Албанија, Србија, Хрватска, каде и додат, ако имате прилика да пробате СУП, обавезно се качите. Мислам дека ако мене
што сум мислел дека нема да се бавам со тоа во животот од страна со сурф, со такви работи. Ми го има променето животот, мислам дека и на други ќе им дае мал мир, спокој за уживање ако ништо друго во природа. Дамјан, фала многу за гостувањето. Посакувам многу успех, да имате успешно издание ова лето и да стане традиционално како Охридскиот маратон, пливачки маратон. Се надам. Фала ти уште еднаш на поканата и на разговоров, што ни отвори место и простор каде што може да го популаризираме спортот, повеќе луѓе да слушнат за ова. Млади да ги поддржиме да пробаат нешто ново, нешто можеби кај нас не толку популаризирано, но работиме како единствен клуб, мислам дека е тешко сам да работиш, но мислам дека си ја вршиме работата и дека само нагориде. Добро, многу. Благодарам и те. Вие, драги гледачи, бидете со нас и следниот понеделник. Пријатно.